Прилепската фирма Микротеч, воедно и еден од доверителите, поднесе иницијатива во која наведе дека има намера да ја рестартира велешката фабрика Киро Ќучук. Поради оскудното образложение, доверителите на денешното собрание му дадоа рок од 8 дена на потенцијалниот инвеститор да ја прецизира ваквата иницијатива. Иницијативата им враќа надеж на поранешните вработени дека можеби целата постапка ќе заврши во нивна полза. Стечајниот управник Ацо Петров смета дека сегашните 3,7 милиони евра, колку што е проценет имотот на фабриката, нема да успеат да ги покријат побарувањата на доверителите кои изнесуваат над 10 милиони евра. Имајќи ги предвид врските или побарувањата доверителите што ги имат во оваа стечајна постапка, мислам дека е тешко да се наплатат во значителен дел од вака утврдените обврски. Тешко е да се наплатат. Решение доколку се најде инвеститор, затоа и мојот предлог во извештајот е при впаричување исклучиво да се оди во пакет, да се продава целокупниот фабрички капацитет. Да не се двои, да не се расцепкува, само во пакет би можело да се рестартира. Значи, секој потенцијален купец, кога би ја купил оваа фабрика, секако би можел да ја рестартира со одредени инвестициони вложувања и вработувања и за поранешните вработени што биле овде и за нови вработувања. Доверителите тврдат дека во стечајната маса недостасува имот. Стечајниот управник потенцира секој дополнително утврден имот кој е регистриран од институциите на државата ќе биде дополнет во стечајната маса. На денешното собрание не беше прифатен предлогот одборот на доверители да биде зголемен од 5 на 7 члена, добивајќи представник од работниците. Остана сегашниот состав: Управата за јавни приходи, ПИОМ, Осигурителна полиса Дервен и Житовардар. Тоа ќе имавме ние само вработените бенефит, бидејќи јас сум од постарите работници таму, а сега само државните институции, они како сакаат и фактички се грижеле многу за работниците. Ја мислам дека државните институции, ако се грижат за работниците, Киро Ќучук немаше до оваа ситуација да дојде. А тука пред се Управа за јавни приходи, ПИОМ, сега да не ги бројам и другите. Не требаше доста, а толку криминал да се направи. Плати се делеа од шаторско крило. Велешки Киро Ќучук се задолжувал и работел со загуба. Лошо се водел бизнисот, се трошел основниот капитал, но се вршило и готовинска наплата. Според образложението, сите овие причини ја довеле до стечај Велешката фабрика.